Здраво. Здраво, добар ден, како сте? Добро, одлично. Се подготвувате ли за некој ден е 8 септември, голем юбилеј, 30 години независност. Можеше ли подобро и повеќе за овие 30 години? Па ја мислам дека одговорот на тоа го знаат сите наши граѓани. Се разбира дека можеше и подобро и подобро да се живее и посреќно да се живее. И тука сега кога даваме таа квалификација можеме да цитираме проблеми од 90-тите, долга транзиција, блокади, регионален контекст. Меѓутоа на крајот на денот мораме да се погледаме во очи сите политички гарнитури од 90-та до денес и ова актуелната од која сум јас дел и да видиме каде беа нашите субјективни слабости и зошто не направивме ние повеќе за граѓаните да живеат денес подобро. Почитувани, како што веќе видовте, гостин во ова неделно интервју на Слободна Европа е председателот Стево Пендаровски. Господине председателе, земјава е членка на НАТО, но по блокадата на Бугарија за почетокот на преговорите со Европската Унија, разочарувањето е големо, евроскептицизмот расте и според Балкан барометар. Со што се отвора простор за Русија и за Кина. Како натаму? Мене ме загрижува евроскептицизмот, кој е неспорно во нагорна линија и во регионот, не само кај нас. Со немој да заборавите дека за жал и регионот на Западниот Балкан е заборавен од Европската Унија. Од различни причини, меѓутоа е заборавен. Ние сме на маргините на европската агенда. Дел заради причини кои лежат во главните градови тука, кај нас, дел затоа што Европа се бави самата со себе со години, практично и со децении. После тие неуспешни референдуми за новиот Европски устав од 2004 и 2005 Европа има сосема друга политичка агенда и политички приоритети. Она што ме загрижува е што не ме загрижува пенетрацијата на други држави. Тоа е легитимно, нивно право, нивни национални интереси и не само овие две кои ги спомнувате. Ние немаме проблем со тоа. Имаме проблем што нашите луѓе губат верба во европските вредности. Јас се сомневам дека тие европски вредности се пополнуваат со нешто друго, со некој друг сет на вредности, бидејќи објективно во денешниот свет тоа е најдобриот сет на вредности. Не верувам дека постои држава во светот или регионална организација која нуди подобар сет на вредности. Меѓутоа, ако е тоа така, практично ние влегуваме во една ситуација која имавме во 90-тите. Од аспект на сетот на вредности во кој веруваат младите генерации. Старите вредности кои ги имавме во таа идеологија и во таа држава замина во историјата, во историските архиви, нови не формиравме или им влегува во главите и во умовите само на многу мала бројка на луѓе, некај доминантното мнозинство. И ако сега луѓето се хранат со сет на вредности кои не припаѓаат на западната цивилизација и на таа демократска култура, ние ќе имаме проблем, не знам, веќе утре да ги почнеме преговорите со Европската Унија, ние ќе имаме проблем, особено младава генерација, да ја убедиме дека ова, а не тоа е европска вредност. Рековте дека Европската економска заедница не може да биде замена за Европската Унија, истото го велите и за иницијативата Отворен Балкан. Дали во оваа регионална иницијатива гледате обид за такво нешто? Не гледам. Моето прво прашање упатено до сите тројца потписници, иницијатори, ден денеска единствени учесници на таа иницијатива. Моето прво прашање беше дали е тоа алтернатива на Европската Унија. Сите тројца буквално во моите одвоени средби со нив децидно рекоа не. Меѓутоа, она што и во тој контекст во кој вие го поставате прашањето, го спомнуваа некои високи европски функционери. Тие навистина мислеа овие регионални иницијативи или Европската економска зона да бидат дефинитивна алтернатива на полноправното членство. Јас се плашам, бидејќи Западниот Балкан во целина е се уште во чекалната на Европската Унија, во целина. Црна Гора и Србија преговараат 8-9 години, скоро деценија. Крајот не е на повидок. Босна и Херцеговина и Косово од X причини се практично на апсолутна маргина, не само на европската агенда, тие се заборавени држави. А ние и Република Албанија од исто така од различни причини, но третирани во пакет, сме оставени во чекалната. Ако тоа се одолжи, јас се плашам дека повторно ќе добиваме такви предлози и се плашам дека тогаш доминантното расположение кај нас во државата нема да биде толку против таа алтернатива на членство. Не велам дека е таа алтернатива лоша, меѓутоа би сакал да ја видам заедно со полноправното членство. Какво влијание евентуално може да има ситуацијата во Авганистан од поглед врз Западен Балкан во смисла на тоа дека се очекува нов бран бегалци?
Можно е да очекуваме бранови на бегалци, не овие што доаѓаат сега, кои се излечени преку така наречените хуманитарни конвои на организиран начин. Таа бројка е мала, не само кај нас, генерално во светот станува збор за неколку илјади луѓе. Меѓутоа можно е, бидејќи тој режим ја очекувам да биде еднакво суров како тој претходниот пред 20 години, да предизвика нов бран бегалци и тоа ќе биде веројатно слично на она што го видовме 2015 и 16, кога 1,5 милиони луѓе транзитираа низ наша територија и низ целиот овој регион. Со опозицијата односите ви се топло-ладно. Од друга страна, неколку укази на владини закони не ги подпишавте и за некои иницијативи искажавте отворено несогласување, како например за онаа последната за изборниот праг за независните кандидати, што на крај не помина. Какви се односите со власта? Во однос на власта, мојот став е исто така во однос на тие неколку проекти за кои јавно искажав несогласување, е базирано на тоа во што верувам. Не за да не се допадам или да се допадам на власта. И мислам дека тоа што од време на време имам и дисонантни тонови или гледишта, ставови во однос на владеачката коалиција, која ме предложи и ме поддржа за председател, мислам дека покажува дека навистина се трудам, граѓаните ќе кажат колку тоа и го оправдувам навистина да бидам надпартиски председател. Од друга страна го подпишавте законот за изградба на патишта без тендер, додека антикорупцијска комисија овој закон го даде како иницијатива до Уставниот суд за оценување на уставноста на овој закон. Зошто донесовте одлука го подпишете кога се отвараат сомнежи за корупција? Знаете, прво, мојата надлежност не е да ја оценувам уставноста на законите кои ги подпишам. Тоа е работа само на Уставниот суд. Че од тој аспект ја почитувам иницијативата на антикорупцијска, меѓутоа ја немам таква надлежност. Да кажам, овој закон не го подпишувам само затоа што е противуставен по мое размислување. Ја немам таква надлежност. Независно знаењата кои ги имам јас и мојот правен тим. Станува збор за закон кој практично ќе биде, неговата имплементација ќе биде во две фази. Законот е само една генерална рамка за она што следи и што е конкретизација на законот. Станува збор за една одредба во законот која мене ми дава за право да верувам дека нема да одиме во таа насока која сугерирате со вашето прашање. Треба да се формира преговарачки комитет кој ќе ги утврди сите детали на тој проект. Че прво станува збор за фирми со меѓународна репутација. Едната од нив е не е во топ 10, него е најдобра на светот во својата област. Другата е исто така, меѓу фирмите со најголема репутација. Мислите на Бехтел? Бехтел и Енка, да. Бехтел е број 1 во светот. Зависно од годината во која го мериме, меѓутоа. Енка е исто така, со меѓународна репутација, прилично висока. Преговарачкиот комитет треба да утврди цена, детали и се што следува за еден договор комплетен. Да, зошто сега без тендер? Знаете што, образложението на владата беше дека за да се забрзаат генерално работите, тргнувајќи од многу лошото искуство кое го имаме со Кичево Охрид автопатот, независно кој го гради, не сакам да кажам, нека овие се кинески, овие се американски фирми. Не мислам на тоа, меѓутоа станува збор за процедури и во делот на имотно-правните односи и дилеми кои ги има на таа траса, кои може да земат години и години. Значи, за да биде тоа побрзо направено. Меѓутоа, ова ми е поентата. Преговарачкиот комитет допрва треба да биде направен. Јас го реков тоа и претходно јавно. Имам намера на премиерот на владата да им предложам во тој преговарачки комитет да не влезат само актуелните министри, кои по дефиниција не би можеле да бидат толку автономни во однос на премиерот или владеачката структура, туку да влезат и луѓе од невладиниот сектор, зошто да не и председателот на антикорупцијска комисија. Власта на Никола Груевски почна да паѓа по аудио снимките на опозицијата во кои се слуша индиции за криминал, корупција, за недемократско однесување. Потоа се случија протестите, вие бевте на улица, баравте промена на системот. Сега, како председател, избран како кандидат на сега владеачката Социјалдемократски сојуз, каков е вашиот впечаток? Дали се подзаборавени оние идеали за демократија, транспарентност и корупција? Мислам дека употребувате добар израз, прецизен. Подзаборавени се, но не се сосема заборавени. И сакам тука неколку параметри да споменам кои ги мерат, кои ги презентираат меѓународни организации со репутација во таа област. Например, во делот на демократијата, и ако сакате во делот на слободата на медиумите, ситуацијата не може да се спореди. Апсолутно не може да се спореди без она што го имавме од 2006 до 2016. Во делот на политичките прогони, ние во тоа време имавме политички затвореници.
до овој момент не постои извештај ни на State Department, ни на било која друга меѓународна организација која е во областа заштита на човекови слободи и права, која тврди дека кај нас има политички затвореници. Че кај нас во владењето на оваа политичка структура не може да се замисли настан како што е насилен упад со специјални полициски сили во најгледаната телевизија и апсење на сите сопственици под претекст дека не плаќале данок и така натаму. Да, но меѓународните извештаи кои ги спомнувате не покажуваат дека ситуацијата во однос на корупцијата и криминалот е во однос на корупцијата точно. Значи најболната точка на нашето општество, на целава наша држава од 90 до денес е корупцијата. Дали порано тоа било детектирано или не толку затоа што имавме воени закани имавме и конечно и внатрешен конфликт во 2001-та, тоа е друго прашање, меѓутоа таа корупција и особено зборам се за високата корупција, за жал стана начин на живење и тука имаме прилично многу за домашна задача, значи на домашната агенда. Во тој дел, а тоа го покажува и последниот извештај на транспарентност, да бидете на 111 место во светот не е запалено. Тоа е историски најлошо рангирање до сега. Се извинам? Тоа е историски, тоа е најлошо рангирање. Историски најлош, согласувам. Ги знам образложенијата, дека е тоа перцепција, дека е тоа бизнис заедницата што мисли, дека сега мислењата полесно се искажува, меѓутоа мене ме интересира. Јас знам методологијата како се доаѓа до таа бројка и до тоа место, ме интересира местото и јас мислам дека оваа држава и оваа влада и сите ние имаме огромна задача. Следниот извештај на таа организација, па и на некои други кои детектираат слабости на тој план, мора да бидат подобри. Резултатот мора да биде подобар. 111 место практично за жал ги поништува и другите добри реформски зафати во другите области. По речиси 20 години конечно се одржува попис кој по дефиниција е статистичка операција која треба да помогне на државата за подобро планирање економско и социјално. Но во земјава тоа како да се сваќа на пребројување меѓу македонци, албанци и други. Дали овој наратив може да го поткопа самиот процес на пописот? Имаше такви обиди, јас мислам пред да го одложиме пописот минатиот пат. Сега тој политички наратив кој се обидува да го поткопа пописот и да го представи само како пребројување на етнички глави е прилично слаб, прилично ослабен во меѓувреме. Јас не очекувам дека поради политички тензии некој може прилично да ги компромитира резултатите од пописот кој треба да почне на 5 септември, но ситуацијата претходно не беше таква. Инаку да знаете, ние не можеме сосема и да сакаме да излеземе надвор од таа матрица на пребројување по етничка припадност. Конечно, и во нашиот устав имаме одредба дека одредени права и статус им припаѓаат и на оние немнозински заедници кои се најмалку 20% од популацијата. Така што тоа е одредба од рамковниот договор, тоа е одредба од нашиот устав. Мораме да ја почитуваме, инаку се согласувам. Како што одминуваме, неодамна славевме 20 години од рамковниот договор, мислам дека пребројувањето само по етничка припадност треба да стане дел од историјата. По пописот следуваат локалните избори во октомври, првиот круг на 17 беше. Дали овие локални избори ќе донесат еден нов квалитет со фактот дека се појавија многу независни листи, независни кандидати за советници, па и за градоначалници? Тоа е еден од, ја би ги нарекол, малите чекори кон демократизација на нашето општество. Тоа може само да не радува. Диверсификацијата, разновидноста може само да ја обогати македонската демократија, не може да ја направи полоша. Мене ми е драго што тоа се случува, иако мислам дека во таа насока власта преку својата нормативна дејност во наредниве месеци и години, заедно со опозицијата, бидејќи тие изборни законодавства се менуваат со целосен консензус, ќе мора да направи уште неколку ишчекори, например една изборна единица без праг и така натаму, за да се овозможи и помалите политички субјекти да не бидат приврзоци на така наречените големи политички партии, туку да имаат на своја автономија и конечно да понудат нешто ново на политичкиот пазар. Господине председателе, ви благодарам за разговорот. Благодарам на поканата. Почитувани, ви благодарам што го следевте интервјуто со председателот Стево Пендаровски. Следете на slobodnaevropa.mk и на нашите социјални мрежи.